За 10 години Фондацијата Тиквешки вински пат успеа да се наметне во општеството каде што делува и работи. На почетокот беше тешко. Се приоѓаше со недоверба, не веруваа во она што може да го постигне оваа фондација. Но по 10 години сите го сменија своето мислење. Денеска на пригодна свеченост Виолета Јанкова организира средба со сите оние кои учествуваа во стварањето на приказната која се уште трае. Тиквешкиот вински пат, новиот вид на туризам кој во иднина ќе представува база за запознавање со она што го нуди Тиквешијата. И не само Тиквешијата, туку и Македонија воопшто. На пригодна средба денеска во ресторанот Моклиште се сретнаа сите оние кои учествуваат во проектите кои ги организира Тиквешкиот вински пат. Тоа се представници од Министерството за економија, Министерството за култура, од неколку факултети и универзитети од Македонија, агенции, винарски визби од Република Македонија и од државата, туристички агенции, хотели и комплекси, новинари и сите други на било кој начин учествуваат во помагањето и работата на Фондацијата Тиквешки вински пат. Пред се да кажам благодарам на сите што сте тука. Многу се јавија дека ќе закаснат заради временските прилики, меѓутоа ќе дојдат. Сите што сте тука, верувајте, сите сте поддржувачи на оваа фондација, веќе 10 години, некои пократко време, меѓутоа сите ја поддржуваат фондацијата и тоа многу ме радува, затоа што, како што кажа градоначалникот, кога почнавме имаше скепса, не знае што се тоа вински патишта, луѓето, не знае, многу работи. Меѓутоа со упорност, волја и труд секогаш се постигнува се. Јас сакам да кажам кратко, многу кратко, значи фондацијата е основана 2006 година, отворена на 29 ноември, точно пред 10 години, тогашниот вице-премиер и министер за економија не направија чест да ја отворат фондацијата и мислам дека повлекоа нога да бидеме успешни. Направивме прв музеј на вино во Македонија, направивме прв туристички информативен центар во Тиквешијата во Неготино, направивме тренинг центар, односно претходно со факултетот за туризам направивме истражување на 148 субјекти во држава од областа на туризам и гостителство и свативме дека е потребна доедукација на кадрите во туризмот. За жал тој тренинг центар не функционира моментално како тренинг центар, меѓутоа од наредната година со помош на Интервитис Европа, односно винските патишта на Европа и Академијата за туризам, почнуваме со доедукација заедно со факултетот нормално за туризам. Почнуваме за доедукација, просториите најверојатно ќе бидат во Кавадарци или во некоја од општините од Тиквешијата. Тоа е како најголемите резултати и морам патните ознаки низ држава што ги поставивме туристички. За цело ова време, за сите овие 10 години, морам посебно да го поздравам господин Пане Андов. Тој е основачот и собственик на винарија Пивка, кој сега е во пензија. Меѓутоа ме удостои за неговото присуство, заедно со неговиот син. Тоа е човек кој што од првиот ден веруваше во нас и кој што од првиот ден ни даде максимална поддршка, тогаш беше советник во општина Неготино. И како советник успеа да издействува поддршка да ни даде општината за основање на фондацијата. Мене ми е посебна чест и би го поканила, ако сака, барем неколку збора да каже. Шкопане? Почетокот беше малку деликатен. И Вики и Димна е најголеми виновници за овој проект. Почнахме многу скромно, основнието беше заборавите кажем Готино. И макотрпно работеавани од ден на ден, но првите резултати ги дадува уште во снимањето за 2 години. Се направи, да спомна, винскиот подрум во Неготино, винскиот музеј во Неготино, кој се представуваше една реткост и секој гостин што идеше во Неготино, тој вински подрум го посетуваше. Благодарејќи на нивниот ентузијазам, винскиот пат Тиквешки полека се пошируваше, па се отвори музеи во Кафија, така да траги од овој нивни проект остануваат за секогаш посетјавање. Благодарност за нивната упорна работа, уште еднаш, и поздравувам да и понатаму продолжи ваков ентузијазм да работи. Ваквите годишнини се моменти кога ќе се свртиме наназад и ова е секако една од оние можности кога со задоволство ќе кажеме дека сме изминале 10 години пат кој што вредел да се измине. Затоа сме и денес тука.
поинаку би било ова празна сала би била. Гледам тука многу познати лица, во одредени моменти сме се среќавале и сите тие сме биле дел од тој вински пат. Вински пат кој што не значи само почит и валоризација на виното, туку воопшто една култура која што е негова овој регион и која што треба да му се понуди на другите. Ние сме денес од различни региони, но сите со душата и срцето го чувствуваме пулсирањето на овој тиквешки вински пат. Сигурен сум дека има перспектива и му посакувам уште многу годишнини, а се разбира без лажна скромност, Вики е столбот на сите нас овде кои што пулсираме во името на тиквешки вински пат. Благодарам. Да, 10 години појдовме, ја за жал не бев тогаш тука. Беа други, денеска пак немаше да бидам, ама само заради тебе дојдов да кажам. Прво ми е чест што се знаеме као колеги, другари, што фамилиарно си живееме еден денеска. Тоа не држаше и верувавме и стварно се дадам дека 10 години, ја се надам дека наредни 30-50 години мислам дека ќе стоиме само да сме живи и здрави. Ја би те честитал прво на тебе, затоа што ти го водеше сите скорни проекти, ние само те следевме некаде успут, затоа што верувавме дека ти си таа што знаеше да ги направи проектите. И чест ми беше што работиме сите овие 10 години, не само со тебе, него со сите останати, со факултетите, и со Министерството за економија, дека бевме и со останатите Министерство за култура, знам, со локалните самоуправи, се дружевме, работевме, правевме проекти и уште еднаш ти благодарам се срце за сета можност и се надам дека 50 години надале ќе се дружиме сеопшто. Едната работа е формирање на Интервитис Балкан, многу значајна мрежа со поддршка на Министерство за култура и Јован како е тука како представник на тоа министерство. Значи, Интервитис Балкан значи една мрежа, Македонија можност да биде лидер на тој Балкан, како што беше едно време, меѓутоа имаше некој застој, го враќаме тоа лидерство и таа позиција. Повторно сум избрана во бордот на директори на Интервитис Европа, каде што се Италија, Шпанија, Франција и слично. Тоа е многу значајна мрежа за промоција на Македонија како држава, меѓутоа и Македонија како земја со винско наследство, богато и културно наследство. Тоа е едната работа што сакам да ја кажам. И другата работа се 10 нови туристички производи за овој наш роден ден. Ги припремавме со една млада госпогица која одскоро има агенција туристичка, меѓутоа има многу ентузијазам. Препознав таков ентузијазам што ја го имам за винските патишта кај нејза за нејзината агенција. И овие последниве месеци работиме на развој на тие 10 туристички производи. Пред крај се остануваат уште тестурите да бидат направени, сите ќе бидат дел од тие тестури. Ќе ве поканиме во наредните месеци да ни кажете каде грешиме и што треба да исправиме, и после тоа со помош на Лела од Агенцијата за развој на туризам, директорката, Зоки и сите вас, се надевам дека ќе ги промовирам и надвор од државава. Само морам да ви спомнам, дали некој слушнал за манџа или тава од коприва и штавел, дали јадел некој од вас? Значи 3/4. Другите не знаат што е тоа. Значи имаме стари јадења, стари бораби од гриз, имаме арванија со маџун, имаме еден куп јадења кои што ќе бидат вкајани во таа тура. Имаме најубаво вино кое што добива во светски рамки признание и све. Остана само приказната. Сега ја имаме и приказната.